Добро вечер од мене. Тука ли сме сите? Се слушаме ли? Да. Добро. Тоа беше што го зборевме во првиот дел. Дури да се вклучат другите, оно што сакам да дозавршам од првиот дел, па ќе почнеме со делот од прашања. Кога сте кај прашања, во долниот лев агол имате микрофон и кога сакате да поставите прашање, го користите тој микрофон. Односно го уклучувате, го унмутирате и треба да пише муте. И камерата да ви е вклучена или исклучена како сакате. Спомнав за уредите, го спомнав уредот за сребрена вода и го спомнав, уредот Запер, кој што е иновацијски уред. Здраво, Наде. Нада Димова и гледам сега, се вклучи. Фала. Здраво. Чуеме после, Наде, само да завршам. Значи, овој уред, практично, Заперот, е уред кој што има две рачки и автоматски подесен е практично антипаразитски уред и поминува низ сет на фреквенции, значи тој датира, историјата му датира уште од времето на Никола Тесла, преку понатаму преку Хулда Кларк, преку доктор Раев, за да е донесен во форма која што го користиме ние. Ги држите рачките во раце на самиот уред, со тоа што не прекрстувате ни раце ни нозе, и ако не ги осеќате силно пулсациите, тогаш навлаждате ги малце рацете или ја практикувам влажни марамчиња да ставам на рачките, и 7 минути уредот работи. Пред стартување е убаво да го користите, значи дури го користите, да користите Immuno Power Max златната седмица и да користите паразитоцит, кој што, го држам во рака, тука е до мене, кој што првите 3 дена се пие по половина кафено лажиче со вода, а понатамо го пиете по едно цело лажиче, кој го растварате во вода, кој што во основата има артемисин, односно тоа е практично пелин, има карамфилче, кој е исто многу моќен производ кој што го користеле уште во времето на шпанската грозница за заштита, има друга една приказна за тоа, и има внатре и орев и силимарин. Значи, тие се екстракти во паразитоцидот, кој што кога почнете да работите запери, ќе испиете една чаша вода, за првите 7 минути поминува низ фреквенции, но само за патогени микроорганизми кои веруваат вируси, бактерии и други видови микроорганизми кои што се патогени. И во тој момент тие се збунете, и што е сега ова што ми се случува во моментот. Па правите 20 минути пауза, па пак пиете вода. Па во вторите толку, значи, започнуваат да вибрират нивните мембрани, да започнуваат да пукат мембраните, и тие сами бегаат еден од друг, не знаат на каде, започнува лиза, автолиза се вика, уништување на клетките, и повторно 20 минути пауза, и во третиот циклус, значи, веќе последните 7 минути, значи циклуси се 7 минути работи, 20 пауза, 7 минути работи, 20 пауза, 7 минути работи. Многу прашуваат колку пати на ден. Колку можете толку. Гледате сега серијали најразлични, ако сакате правите го и по 2 пати. Не е само антипаразитски, делува и на целиот организам. Значи, нашето тело не е само физичко тело, значи енергетско тело. Значи, ние делуваме на ментално, духовно, значи делуваме на сите органи. Ми се случува одам во продавница и ме среќава некоја наша членка. Професор, јас откако користам заперот, ми помина вратот, ми зуе ушите.
ми помина кичмата, значи делуваат практично на целиот организам, на мускулатурата, затоа што се тие така фини вибрации кои што ги користиме во запирот, делува на секој орган. Но пак повторувам, пиете вода, дури го користите заперот. И ако одите цел турнос да истерате запер, целиот турнос е 4 недели, значи 28 дена. И не случајно паразитоцидот се пие кога го пиете минимум 2 вакви шишенца од паразитоцид, со тоа што реков првите 3 дена е со пола кафено лажиче со вода, а понатаму продолжувате со едно кафено лажице. Да не е метално, да е пластично или да е она како што беа лажичињата за сурип, значи мерица, или пак некаде тоа е околу 50 на капки е цело лажице, а некаде околу 30 на капки, вие 25 до 30, вие некаде пола од тоа. Со тоа јас би завршил тука, затоа што можам уште 40 минути да зборам и отварам простор за дискусија и за прашања. Кој сака да праша нешто, да прокоментира, нека повели слободно, со тоа што кога прашувате, повторно зборам, лево микрофонот на unmute, односно го отварате микрофонот за да ве чуеме што прашувате. Повелете. Нада Димова, тука е. Ајде, скрши го мразот или Фитеска, кој? Тука сме. Ајде, скрши го мразот, малце престраши ги. Ајде, диаманци. Ајде, Хире. Ајде. Повели. Во ред ли е? Да, те слушам, повели. Одлично. Кире, сега од мене добро вечер за тебе и за Надица. И сите те слушат, да знаеш. Добро, и за сите наши слушатели. Драго ми е што дојде момент да седиме во топла соба и да те слушаме тебе, затоа што го посакувавме многу одамна, сме те слушале многу пати и секојаш твоите предавања оставаат силен впечаток на сите присутни. Сега се потврди тоа, уште повеќе што имаме нови производи за кои немаме, за некои имаме, за некои немаме ни текст во новиот каталог. Така. Затоа и ние, да речам, освен тоа што е на брошурата, не знаевме што повеќе да кажеме и да објасниме. Ова, се што кажам да неколкуте производи за имунитет, ние страшно ни се потребни во овој период. И јас нечем да кажам дека Green Masters, што баш јас ги познавам, не сум чула, не е тоа за фалење, дека се е нешто заболени во овој период. Недобри, да, мислам дека сите се добри. И со помош еве на оваа наша прекрасна компанија, мислам дека и понатаму ќе бидеме здрави. Не само што пиеме тоа што треба, него за мене е многу битно што ова фирма ни носи многу позитивни, ни дава позитивни вибрации, затоа што без обзир што сме не можам да кажам скроз затворени, излегуваме со маски, меѓутоа во поголем дел од денот сме затворени во соба. Меѓутоа, контактите што ги имам јас и сите други со луѓето ми дават многу позитивна енергија, затоа што па и во ваква фирма па и не може да работат негативни луѓе. Овде работат само позитивни луѓе и тоа многу мене ме подкренува, да речам, психички и ми прави огромно задоволство. Ми фалат нашите контакти директни во овој период што ги имавме и новите години се, меѓутоа да се надеваме дека тоа ќе се повтори, уште повеќе што се појавија Кире млади генерации, кои што со помош на овие техники сега што се, Facebook, телефони, профили, страни, не знам што, постигнаа фантастични успеси, меѓутоа зборот на твојот збор и на нашиот доктор ни фали, затоа што тие млади генерации нас не прашуваат, ние знаеме, ама не знаеме баш све. И затоа ни требаше
и вакво предавање и јас од срце посакувам ова да продолжи, затоа што ќе помогне на сите. Што да кажам? Јас ако почнам да зборувам за Green Master, ако ми дозволи некој, немој да го земам целото во време. Јас го работам, ова да ги подсетам само моите соработници, 10 години, колку што постои Green Master. Работа, уживам во самата работа, а денеска е страшна привилегија. Прво да имаш работа и друго, во ова време многу работни места, знаете, и се укина, се намалија и не знам што. Од март месец нашиот промет се зголеми за 100%, што е фантастична работа, се зголеми и ќе се зголемо и понатаму, затоа што задоволството со зборувањето ние го пренесуваме, информација за Green Master да ги пренесуваме со големо задоволство и мислам дека луѓето тоа го знаат и го чувствуваат. Мене домашните ќе ми речат, па мамо, зошто викаш толку кога кажуваш за Green Master? Јас не се контролирам дека викам, затоа што тоа... Со емоции, затоа што емоции. Излегува од тоа од внатре и мислам дека кога ме слуша човек не може да биде равнодушен, зашто Green Master е Green Master со големо Г. Има. Благодарам, Кире, уште еднаш. Очекувам и другите да се јават. Поздрав за сите. Ти благодарам, Наде. Тоа беше нашата Наде Димова, Диамант статус, со која што се слушам и поотделно и секој пат ми е репер, како да кажам, на човек кој што и во кога е најтемно пред зората, секој пат ја гледа светлината, така да ја благодарам на Наде, затоа што навистина имаме производи кои што се добри и кои што ги користиме и за да можеме да препорачуваме и да бидеме здрави, треба и ние да пробаме. Друг некој? Слушам, ајде, повелете. Викторија? Да, ама јас вака не знам кај да се вклучам. Те слушаме, збори. Така ли? Да. Добро вечер на тебе, професоре Кире, Надица ја поздравувам и сите присутни. Гледам млади и јас сум една од повозрастната популација на Green Master. Да не се повторувам како Наде, едноставно, прво сум вклучена ради собственото здравје и користам многу од производите и сум задоволна на производите, меѓутоа овие новите, кои ова вечер вие ни ги презентиравте, вистина беа недостапни на нас, да знаеме нешто повеќе за нив. Со вашата презентација веќе имаме полно сознание како што, така да имам доверба во производите, меѓутоа јас завчера се чув со доктор Лума, што е наш стручен или консултант како доктор, и кога му кажав колку што се пијам, па Викторија, бре, многу е тоа. И сега, тука од јануари планирам, од овие, белата врба ја имам. Ја користам, чак дури зимам и за крвниот притисок Андол 100, а јас зимам по 2 врби. Так. Значи природниот аспирин не е многу. Да. Зимам и куркума. Затоа што имам многу добар производ. Значи куркумата, добро што ја спомна Викторија, куркумата е добро затоа што куркуминот, особено гледате, има реклами,
но куркуминот кај нас најдобро е тоа што ако приметите на самото шишенце пише куркума форте и оди заедно со пиперинот, активна компонента која што има во црниот пипер. И како таков организмот најдобро го препознава, особено за артритни промени, и продолжи Викторија зашто го користиш слободно. Така, јас сум повозрасна особа и имам големи проблеми со тие артрити, зглобови, значи вистина имам многу тешки проблеми со мојата здравствена состојба. Меѓутоа, викам да не се предозирам, ама така, користам глогот, лук и глогот навечер го земам, точно за тоа што јас притисокот ми варира и ноќе покрај хемиската терапија. Така. Ало? Да, те слушаме, збори слободно. Излезе некој број на екранот, па тоа ме збуни. Ништо, слободно збори. Значи и навечер покрај терапијата од медицината, класичната медицина, јас земам и ова врбата ја земам со лук и глок. И глок. Така. Така да, не знам, а доктор Лума некна во петокот се чуваме, вика, многу ти е бри тоа Викторија, оти па и кимот го зимав повремено, сега го оставив малку. Така. Така да, не знам сега, од јануари, затоа што сега имам бодови направено, од јануари, бидејќи акцијата важи и јануари, тука ќе се преориентирам веќе на овие монолаурин, на Имунопауер Макс, така. Имам проблеми со циркулацијата многу. Така. Така, Добро. поздрав уште еднаш на сите слушатели, на фирмата, на Надица, на вас, професоре, и така ни фалеше овој контакт на ова лудо време што не снајде и мислам се надам ќе бидеме оптимисти, така. Рековме ќе бидеме оптимисти. Да. Добро, така, благодарам. Поздрав од мене, поздрав до младата популација што ни е присутна и се надеваме дека овие контакти ќе ни продолжат и натак. Благодарам. Така. Ако ми дозволи професорот. Може, слободно, повели Дафинка. Така, за тие постарите ме знаат, јас сум Дафинка од Делчево, стар член. Мило ми е што направите. Стар член, немој да ги плашиме Дафинка тоа кога ги кажеме стар член. Јас сум млада. Кој искусен или мудар, ајде така да го кажеме. Секако и помудри. Да, за вулканозаперот го користам барем поеднаш во сезоната, задоволна сум со него. Сега имам едно конкретно прашање до докторот и нешто што не знам како да им одговорам, да речеме, на купувачите. Се работи за D3. Добро. И овде пишува, значи, во една капсула содржи 400 EU, некои интернационални единици или што е тоа, не знам. Така. Што се случува со D3 од аптеките, каде што пишува 4000 EU? Значи вака. Тоа ти е прашањето? Значи, па не знам, сите бараат нешто од 4000 EU. И просто нашиот D3 го оставаат на страна. И зошто им препорачува толкава голема доза? Значи, вака. Нашиот од 400 интернационални единици, EU е International Unit, значи интернационални единици се тие. Или пак во микрограми го имате, пише 5 микрограми, значи сигурно на кутичето ти пишува, погледни, да речеме 400 интернационални единици ти одговара на 5 или на 10 микрограма. Колку пише таму? Сигурно го имаш на кутичето. Имаш на 10 микрограми, точно. Значи 400 интернационални единици е на 10 микрограми. Зашто 4000? Затоа што витамин D3 по новите истражувања се дозира во однос на килажата на организмот. Но не треба и тамо да претеруваме. Значи, од тие капсули што ги имаме, ние можеме да одиме со 3 слободно, 3 на ден, и веќе сме на 1200.
Значи Да. просто само ги собираме. 4000 се дава за ситуации кога е не дај Боже, односно веќе во ситуации кога сме, знаете, во каква состојба кога сме со витамин D3. Но доволна е дозата и од 1200, доволна е дозата и од 800. Значи тоа е за профилактика. Направено е на 400 интернационални единици од многу едноставна причина што таа доза е дозволена и за деца на 3 години, односно детето кога ќе се роди му дават вигантол или АД капки за да се затвори фонтанелата, така? Да. Практично тоа е тоа. 5 капки вигантол соодветствуваат некаде на 5 микрограми или на 200 интернационални единици D3. Затоа ефектот на овој кој што е течен и е во перла е многу поголем отколку да земеш детрикал или нешто што е друго како таблетка. Значи побрзо се ресорбира. И D3 кога се пие, имајте го тоа на ум, не се пие на сабајле, туку се пие попладне, и D3 кога се пие треба да се јаде нешто масно затоа што е хидрофобен, односно липосолюбилен витамин нерастворлив во вода. Кој извадиш ти капсулата и ја пробушиш, ја стуриш во чаша вода, ќе ти стои како локва. Значи, доволни се 3 капсули. Некој може и 5 да ги земе на ден, ништо нема да му биде, зависи од организмот. Затоа е дозиран како таков нашиот баш во таа дозажа. Тоа е прикладното за деца. Дали е доволно едно, да речеме, како превентива? Едно? За нас поголемите е најдобро како превентива 2. Најдобро како превентива 2. Да. Затоа што има 90 има внатре, така? Во суштина, ако одиме на 3 пати на ден по едно, тогаш одиме на 1200. Се качуваме над границата и затоа е практично таа месечна доза. Но и 800 е доволно за тоа што го имате и во Immunopower Max, го имате и во него. Понатаму во некои производи на Витар го имате. Понатаму го имаме како калциум со D3 на Сан Бернард. Значи, едноставно некаде се дава како микрограми, а некаде се дава како интернационални единици или најчесто го испитуваат во крв и може да е паднат во крв. Практично, он е врзан со холестеролот во организмот и поминува цел ланец преку црниот дроб за да се направи активната форма 25 хидрокси, сега да не зборам многу хемија. Практично тој е оној кој што е имуномодулатор, кој што не дозволува ни пресилен одговор на имунитетот, ни преслаб одговор на имунитетот, туку го балансира онака како што треба да одговори. А високи дози се оди само во случај кога, не дај Боже, се случува. Знаете. Затоа што луѓето, јас се извинувам, кога во аптека сите им препорачуваат некоја доза од 2 или од 4000 интернационални единици и тука автоматски нас не тргаат на страна со нашиот производ, не можеме... Може јас да се подобрзам на ова прашање, бидејќи баш сум упатена во таа регулатива што се додатоци во исхрана, што се лекови. Значи, се што е над 1000 интернационални единици, тоа веќе е категорија на лек. Значи, односно граничен производ кој што всушност е во категоријата на лекови и за кој што се препорачува совет од лекар. Сега кај нас, значи се што е под 1000 е додаток во исхрана и е безбедно, значи да се употребува и без да се консултирате со лекар или некое стручно лице. Бидејќи пресметале, значи секоја земја си има посебни да кажам мерки на витамини, стандарди кои што се максимални за и безбедни за употреба на луѓето како превентива. Кога го употребуваме, значи витаминот D како превентива, максимумот кој што е за превентива во Македонија, заради тоа што ние не сме Норвешка каде што има 20 сати темница, сепак има сонце и сепак, значи, сите услови се земени во предвид кога ги правеле тие стандарди. И затоа кај нас правилото е дека до 1000 милиграми е безбедно да се употребува како додаток во исхрана, односно превентивно. Се што е над 1000 милиграми е веќе на некој начин лек,
и се употребува, не дека, значи на некои луѓе имаат потреба и од 4 и од 5000 единици, меѓутоа тоа треба да биде во консултација со лекар. Бидејќи прекумерната употреба може да направи друг нус ефект, така. А кај нас е така дизајнирана да може мали деца да го употребуваат и слободно да се комбинира таа доза која што е потребна. Ти благодарам за прашањето. Професора, можете да се надоврзате. Извинете се, јас закашно. Да, ето, да, така е што го кажа. Тоа е добро што го кажа Надица и не го имајте на ум, тоа имајте го секој пат. Не може она копија Immunopower Max да заборави дека внатре, ако видите дозата и таму имате вие D3. Значи, тие се собират, слободно се собират и ние бараме тука синергија. Затоа е таква дозата. Значи, 90 таблетки е практично направена месечна доза. Ориентациона, ако се 3, значи, одиме веќе над таа илјадарка која што ја збориме. Но за деца, за луѓе кои што се не се така корпулентни, јас да речеме пијам илјадарка, односно 1200. Значи, јас знам и 3 да пијам. Некој пат знам и 5 да испијам, тоа многу релативно е, но илјадарка е дозата затоа што ми имаме многу сончеви денови, како што кажа Надица, а додека другите земји имаат друг тип на вакво. И може да направиме, значи, нус ефект, односно нус појава, па да се после да се чудиме што нас нашло. И многу, уште едно прашање, може би не е поврзано. Слободно да пинка. Значи, еве кај мајка ми, кај татко ми бев и купиле од аптека и пишува 4000 интернационални единици, а самата капсула, исто вака мека маслена. Ја знам желателно. 3 пати помала од нашиве. Кај се собрале тие 4000 единици? Дали има... Значи, вака некако волумен што е внатре, не го гледајте туку како концентрација, колку е внатре концентрирано. Дали сме стави во една чаша кафе 3 лажичиња шекер или 1 лајче шекер? Ме разбирате? Као концентрација се рече. Затоа пак ќе кажам, тоа е растворлив во улје, во масло, во маслиново масло или сончогледово масло, значи самиот витамин не е растворлив во вода. Значи тоа што го гледате во капсулата практично е маслена фаза, односно носач за самиот витамин да биде растворен. Да. Благодарам многу. Добро, јас коси тука да те прашам нешто. Ајде јас сега тебе. Ајде. Да. Твоето искуство да не го пренесе со сребрената вода. Моето искуство со сребрената вода е вистински позитивно. Посебно кај габични инфекции. Имав лично јас кај мене искуство, на ногата ми се појавија не помеѓу прстите, но туку од оние обични пластични влечки кои ги носиме, папучи, ми се направи она габа за црвенета, направив концентрација јака. Објасним на луѓето што е концентрација јака, да знаат, ајде. Па јас ки ви кажам, полнам да речеме 100 мл вода, секако ја предсадувам преку бокалот, да биде омекната и го пуштам 10 минути, значи да ја прави водата, понекогаш имам потреба, пуштам уште 10 минути. Значи водата добива ептенијака концентрација. Може да видиме по шемата колку е тоа. Так. Дали е 15-20, нели, посто, ја ставам во шишните, прскам, значи со неколку прскања веќе ја немаше. И со бактериска инфекција, така, е моја роднина, ама не, бактеријата беше фатена од растително потекло беше. Так. Со сончање и со прскање на сребрена вода, болката ја снема и за недела дена, затоа што знаете, кога има бактерија, раната не се затвора и она постојано солзи. Се дренира. Да, многу силна болка имаше жената, значи само што почна со сребрена вода и со сончање, веднаш почувствува подобрување.
и витамин D3 природен внесувала во себе од сончањето. Да, веројатно за недела дена раната и се затвори и лично едно мое искуство неколку пати што го лично за мене што го имам пробано при воспаление на очите или ако ви се тоа те чекав да го кажеш, Да. Тоа веќе е проверено неколку пати за очите. Тоа ми се случи и сега ќе ви кажам наискрено летото. Уствари есента бевме да береме јаболки, главата нагоре и ми падна некоја шушка во окото. Значи за 3 сати ми се направи инфекција, затоа што тоа беше период, после фативме во септември корона со мажот ми и после короната организмот веројатно уште слаб. Можете да замислите просто од една шушка за 3 часа ми се направи инфекција и ќе почне онаа да се ствараат оние лиги или не знам како медицински да ги наречам. Веднаш си направив јака концентрација на сребрена вода и знаете онаа водланката и просто го потопувам целото око за неколку такви исплавувања на очите, веќе другиот ден немаше ништо. А како ја пребродивте кризата со тоа што не му го спомнувам ја името? Како ја пребродивме? Значи, за среќа, пред да патиме да се заразиме, јас испив едно шише алоe. После зборувајќи со една пријателка, аптекарка ми, јас си викам, еве ја и тоа земав и тоа пиев, па пак добивме, се заразивме, рече да, ама си поминала многу полесно, затоа што сепак си го подготвила своето тело за да се избори со болеста. Инаку, исто, со сребрена вода, нашите D3, целени цинк, С витамин, јака храна, секако јака храна, месо, колку што можеш, сето тоа. Добро, ти благодарам, Дафинка, да сте живи и здрави. Сите да сте живи и здрави, да. Благодарам. Некои други прашања? И јас би сакала да се вклучам. Ајде. Дали се слушаме? Добро вечер на сите. Искрено морам да искажам така една, мислам, жалење што на првиот дел не бев вклучена заради мои службени обврски, имав јас некој состанок, успеав сега да се вклучам. Меѓутоа гледам дека се снима и еве ја користам оваа прилика да ја замолам Надица доколку е во можност да ми ја пушти снимката, затоа што ваква средба навистина не се испушта. Кире, сигурна сум дека сподели многу интересни работи, затоа што ке тебе секогаш има што да се научи, колку пати да те слушаме. Меѓутоа морам да кажам дека ова можеби требаше порано да се направи во моментите кога почнавме сите некако да се прашуваме што сега треба ние да примаме за да го зајакнеме нашиот имунитет. За среќа, еве, со Green Master, пошто ја живеам, како што кажа, 10 години со Green Master, инаку сум черка на Нада. Добро утро и добро вечер ми е секогаш не како збор, туку се почнува одма со кој се јавил, што порачал и така натаму, значи моја друг нема со неа. И благодарение на Green Master јас се надевам до сега сум и физички и ментално здрава, затоа што ги користам додатоците од Green Master и затоа велам дека можеби порано требаше Кире да сподели со нас и да ни каже кои комбинации се добри. Мислам дека Надица ова би требало да остане како пракса и ова ситуација која што не снајдем не научи еве и на ваков начин да се гледаме, значи да не правиме дополнителен трошок па да одиме на семинар во Скопје па да се собираме, еве на едноставен начин од дома да си споделиме. И споделувањето е, мислам, добро. Еве јас од Дафинка научив сега некои нови работи што ги кажа. Ја користам приликата, Кире, само да те прашам следното. Значи, кој смрти околу тоа D3? Значи, слушнав сега дека може... Само малце, Зорица. Се ве молам другите што не... Само исклучите ги микрофоните, другите нека и на Зорица, затоа што се прави сонија.
D3 многу актуелен стана и јас го користам и меѓутоа еднаш дневно, затоа што така пишуваше на упатството, нели се користи еднаш дневно, сега значи може и повеќе. Дали може во комбинација со D3, пошто има и во калциум што го примам, ми треба мене калциум, и таму има D3, значи ја допирам некако дозата, пијам цинк со С и пијам ацерола. Дали сите тие комбинации се добри и дали може во исто време да ги примам? Затоа што прочитав некаде дека треба некаде да не се, ќе ги замолам да се исклучат. Ќе ве молам микрофоните да ги исклучите 9737, кој е тој број, не знам. Ќе ве молам микрофонот да се исклучи. Зорите, ме слушаш? Да, ве слушам, повелете. Значи, вака, калциум со D3 има една таблетка, има некаде околу 400 интернационални единици. Значи, принципот е на собирање. Ако ги соберете 2 или 3 за да стигнете до лекар, е окей. Практикувај D3 да се пие после 12, значи после ручек во попладневните часови е најдобро D3 за организмот, затоа што обично после ручек, каде има D3 да биде попладне. Но ако е Immunopower Max во прашање, тогаш ќе одиме на бајле тоа D3, но ви се рачуна збирно со другото D3. Нема никаков проблем да го пиете одделно, значи вие што го пиете цело време, вие што го одите на поддржување, кога организмот немаме, не внесуваме доволно количини на храни, не внесуваме доволни количини односно имаме и во рибите, го имаме и во други, го имаме и во оревите, значи го имаме и во други природни производи, но не. Комбинацијата со цинк и С оди, например, во исто време да се пие и Д и цинк. Оди слободно. Само уште една работа, сакав да ја споделам, ти благодарам, Кире, многу, ќе слушам ја сега и со другите прашања. Толку научив за Green Masterковците, значи дека се многу позитивни луѓе и жал ми е што вечерва гледам само 4 до 5 луѓе уклучени со камера. Навистина е убаво да ги уклучите тие што можат камерите, затоа што навистина и од вашите ликови зрачи енергија и штета е да не се видиме сите. Дафин, ке се сложуваш со мене, нели? Значи, да се видиме, да се насмевнеме сите, затоа што покрај тоа што ни треба D3, ни треба и насмевка за нашето ментално здравје. Ајде да ги уклучите сите камерите. Да видиме кој галами. Ајде да видиме кој галами, да. Ајде да видиме кој галами. Ви благодарам, Кире, ви благодарам на сите на вниманието. Драги неготинчани, па да се видиме побрзо до година. Иско ми е поставен лаптопа и вака сум наведната. Не ме фаќа. Одлично си, те гледаме, уплаво си, одлично си. Да. Во домашни услови, ама пријатно. Добро. Еве Горица, прв пат ја гледам. Да, одамна се нема видено. Добро вечер и од мене. Голем поздрав до професорот. Значи, предавањево, реков, секој предавање ваше е се подобро и подобро. Значи, ви се воодушевувам на предавањата. Благодарам за информације. Јас само би се надоврзала на она од Дафинка во однос на витаминот D3, значи просечните информации, мислам просечните количини на D3 витамин би требало да бидат негде околу 600 интернационални единици дневно. Што значи со една капсула наша сите му велам, освен ако не е за лекување, никој да не зема фазла од една капсула. Моје мислење, затоа што витаминот D3 не се изфрла како... Да. Затоа што витаминот D3 не се изфрла како витаминот С и така да хипервитаминозата може да направи поголеми проблеми него ли недостаток на витамин С. Така да
ми се чини да внимава. Може до 3, меѓутоа такви 4, то само од лекар, само во терапеутска доза. Така. А профилактичка 1, 2, максимум до 3. Тоа е моје мислење. Добро, ти благодариме, Горице, колку што гледаме 8:40, сега ќе се исклучи, ќе ни се исклучи зумот. Уште еднаш ве поздравувам сите, посакувам нов убав период во долијата што влегуваме астролошки, да бидеме оптимисти и да се видиме пред новогодишна, да ќе откриеме на тајна, тоа на Надица ќе го оставам да не одјави. Од мене се најдобри, бидете ми живи и здрави. Епа пред нова година и еднаш понеделник, професоре, уште едно вакво видување да закачаме со уште некои интересни производи, некои новогодишни желби можеби на 28 ќе направам линк. Може. Така да се планираме уште од сега, мислам дека А да пуштиме малку и музика, па и да поиграме, Може. Кога веќе не може забава да правиме оваа година. Значи, многу ми е криво што не се гледаме. Еве, спреми бројчиња, па ќе правиме и она и лотарија и така да. Добро, се гледаме, значи ви благодарам на присуството, професоре, ви благодарам и на вас за прекрасното предавање, па здравија Божја, се гледаме на 28 декември пред новогодишно расположение. Добро, пријатна вечер. И јас не успеав да се вклучам од почеток, ако е сниман. Да, ќе има снимки, ќе ви ги пратам и од двата дела. Се снима. Благодарам многу. Добро, пријатна вечер. Баш фино. Бидејќи имаше многу луѓе кои што не можеа да се вклучат, се снимаат сите овие зумови и ќе се снимаат и понатаму и ќе ги праќаме да ги споделувате до вашите соработници. Баш фино. Пријатно. Поздрав на сите, убава вечер и се гледаме следниот понеделник. Пријатно.